И тоа упатство е дека фактички гласаме тука и дека фактички граѓанинот ќе може да дојде само еднаш и да гласа и за двата избори и кога ќе дојде нели она постапката, прво е дава личната карта да се види дека тој, потоа оди на биометриска идентификација, па после го барат во списокот да се го заокружат и да му дадат лифче. Тоа е нели и после оди гласа, тоа е целата постапка. Сега кога ќе дојде и ќе го праша овој што е на убигот, на уредот, ќе го праша дали сакате да гласате за едни, односно за првите, за претседателските избори, дали сакате да гласате за парламентарните или сакате да гласате за двата, и за претседателските и за парламентарните, бидејќи тоа после нема да можете да го направите и предпоставувам дека најмногу ќе гласаат за двата, најмногу, а може да се случи само за парламентарните, бидејќи знаеме дека излезноста и интересот таму е многу поголем, но не смее да се, ме прашуваат луѓе, да се доведе човекот во заблуда, бидејќи, нели, ако ја прашаат прво дали сте за едните или за другите, вие може да кажете, не, јас сум за парламентарни. Значи, треба добро да се објасни, за да има цензус, не? Да. Добро да се објасни дали сте за едните, односно претседателските, дали сте за парламентарните и дали сте за двата, за да човекот не помисли дека поважни му се едните од другите, туку да знае дека има право да гласа и за двата избори и така да направиме, нели, цензус.